Здраво, јас сум Жаре, ја Сара и ова е уште една епизода од Видкаст МК. Драго ми е што се вративте уште еднаш на vidcast.mk. Денес со нас ја имаме Билјана Питровска-Митревска, односно проект менаџер на Националната федерација на фармери. Така? Да. Здраво, Билјана. Здраво на двајцата, фала за поканата. Ладно ти е, топло ти е, нешто треба да смениме. Па добра е климата. Добро е? Да. Океј. Кажи ми вака, ќе зборуваме за земјоделие, што може не е некоја многу популарна тема и мене тоа ме нервира. Зошто не е популарна тема земјоделие? Е многу интересна тема. Секој ден јадеме салати. На летно време, ако без шопска не можеме да преживееме. Така, да. Овоше сите јадеме смутиња си правиме за доручеци едно друго, никој не ги збориве и работи. Од кај се капиниве, од кај ни дошле јаболкава, праската од кај доаѓа? Не, што? Да. Тоа е интересна констатација, но тоа е констатација на луѓето кои што живеат во градови. Земјоделството како тема доста се зборува во селата, ние сега поново ги нарекуваме рурални средини, ама по наше си се села. Така, село си е село, селани се селани лошо. И тоа не е ништо страшно, таа терминологија да се користи. Реално треба повеќе да се разговара. Дури и веќе кога назначуваме за тоа, во Европска Унија се применуваат урбан гарден, каде што во самите дворови, на самите балкони, доколку секој се разбира има поголема површина, се применува одгледување и на земјоделски производи, растенија. Така што да. Одлично. Да. И реално исто така и зачини. Некои веќе и во Македонија тоа го применуваат, бидејќи кај нас во Националната федерација на фармери обично кога работиме со проекти, со луѓе, со други невладини организации не прашуваат. Веќе тоа го забележуваме дека навистина има примена, например, одгледување на Макдоналдс, на розмарин, па како зачини. Тоа е интересна појава, но сепак според мене сепак треба овие прашања кои што ги кажуваш ти, треба да добијат поголемо значење и на медиумите и во јавноста, што е тоа, кој не храни во Македонија, како живеат тие луѓе, како се произведува и како ние едноставно може како држава и тоа и да го подобриме и како да ги активираме повеќе младите во рамките на земјоделство. Да, ајде да почнеме од тоа. А во моментов, каква е состојбата во моментов на земјоделството во Македонија? Од кај ни доаѓаат овошите и зеленчуците? Од кај нас се комплетно? Не, имаме и увоз, но реално со оние традиционални производи кои што ние ги произведуваме, како што се домати, јаболка, краставици, пиперки, салати, зелки. Значи, ни се реално наши домашни производи. Треба да се случат некои промени, елементарни непогоди, како што се град, значи мразеви се случуваат, тогаш се зголемува увозот и тогаш нормално и цените ни се онакви реални какви што ги имаме. По реакција. Увозот повеќе... Да, но има и за производи каде што имаме традиционален увоз, како што се лимони, банани, киви, да. Тоа не имаме во Македонија. А колку се користи капацитетот на земјоделие во Македонија што го имаме? Во моментот капацитетот се користи, онолку се користи навистина многу. Реално ние имаме 180.000 семејства, според последнината статистика која што е направена, веќе не ја ни памтам годината од последниот попис во државата, да. Да, значи таа статистика ја имаме, но реално Република Македонија, Република Северна Македонија, значи како што е дефинирана, 45% од населението се смета дека во државата живеат во рурални средини. Еве да кажеме дека тие 180.000 жители со самите миграции кои што се направени село-град, со самите миграции село во други држави, нека се намалени на половина. Популацијата старее во селата. Реално се повозрасни кај нас, се уште се смета млад земјоделец 40 години, што не е реално. Млад. Млад и надежен. Цел живот е пред тебе. Да, но реално не е така. И реално тоа ни се дешава поради целата оваа економска ситуација која што и ја трпиме и во градовите и тоа нормално уште повеќе се чувствува во руралните средини. Добро, некако има впечаток од овие мејнстрим медиумиве
дека во земјоделие годиништа наназад го тропнав микрофонов, се вложува, не знам колку милиони евра се спомнуваат и некако впечатокот е дека како да се фрлаат парите така, знаеш, како да не вродуваат со плод. Да. Знам дека не е тоа така воопшто и дека не се работите црно-бели и затоа баш би сакал малце да ни раскажеш каква е ситуацијава околу тој момент на вложување од страна на држава со цел нешто да се подобри и каде, очигледно некаде, работиве доаѓаат до пречки, нешто ни фали. Да, ни фали многу. Многу работи фалат во делот на земјоделството. Да, си има една перцепција, посебно од медиумите што се слуша и нормално и граѓаните тоа така го воспримаат, дека многу и пред се е кажано од политичарите, од државните институции, да. Медиумите тоа самите не го креираат, туку го пренесуваат онака како што го добиваат во рамките на ресорните министерства, Министерството за земјоделство. Реално, оние буџети кои што се кажуваат се такви какви што се и се даваат. Но се уште програмата за директни плаќања во земјоделството, односно субвенциите како што се познати, не ги даваат ефектите. Нема развојна компонента се уште. Се уште е социјална компонента. Зашо се субвенционира, значи, зашо се даваат пари? Она зашто се субвенционира, се дава за да може да напредува и да се развива земјоделството. Но кога ќе се види кога ќе се оди во пракса, бидејќи производните цени се далеку повисоки од продажните цени, со субвенциите се покрива тој минимум. Значи, едноставно да можат луѓето во руралните средини да преживеат и да останат таму. Значи, тоа е целата поента. Па кај развојот? Значи, го немаме развој, затоа викам се уште имаме социјалната компонента или купување на социјален мир. Кога земјоделец ќе го прашате што мислите за субвенциите, ќе каже ако ние не ги добиеме субвенциите, ние нема да можеме да преживееме. И тоа е реално. Но од друга страна, не се помага на развојот на земјоделството, едноставно се помага како земјоделецот да остане во руралната средина и да преживее, а од друга страна не се влијае врз правната рамка, што е одлично дефинирана во нашата држава, според Законот за земјоделство и рурален развој, да се применува во делот на откупот, односно договорното производство, односно регистарот за откупувачи, каде што треба да се пријавуваат овие регистрирани откупувачи, кои количини ќе ги купуваат, и тоа сега до март требаше тоа да се направи, да се примени системот на казни, за да можеме да профункционираме. И нормално да се прави договорно производство. Јас ќе ви кажам еден друг пример што реално добро функционира во државата. Тоа е откупот со тутунот. Но тука имаме банкарски гаранции. Тоа значи дека... Која е разликава да има објаснување на луѓе? Тоа значи дека првин се склучуваат договори помеѓу откупувачите еден месец пред да започне откупот. Всушност сега треба и да се склучуваат договорите, но поради самата ситуација се одложи малку периодот, ама тоа не е проблем. Во реални ситуации се склучуваат договорите, самите производители си ја знаат цената за која што ќе им биде откупена. Так. И втора работа се знае која количина исто така ќе се откупи на тутун. Тука се дават и банкарски гаранции, например самите компании се соработуваат со самите банки, може банката да ја исплати сумата на откупувач на производителот, претходна сума. Така, да, а потоа тоа сето си оди понатаму исплатата како ќе се надмира, тоа си оди помеѓу банката и тутунската компанија, кои што навистина се големи. Добро, и тоа се и странски инвестиции во, да кажам, во државата кои што работат во моментот, но за другите сектори, доколку вакво нешто се примена, може да имаме голем напредок. Исто така се важно воведување дистрибутивните центри. Значи, тогаш ќе имаме далеку повеќе организиран откуп. Најголем проблем е откупот. Тргнавме од субвенциите, стигнавме до откупот. Кога ќе го регулираме откупот, тогаш можеме да сметаме дека и субвенциите ќе бидат развојни. А што значи нерегулиран откуп? Не може да планираат луѓе колку ќе им се откупи? Појма нема. Буквално е така. Значи на слепо јас садам домати, буквално така, е така. И појма немам колку ќе ми откупи. И последниот ден кога ќе одиш да го предадеш во тие откупни пунктови, да го предадеш своето производство, ти тогаш ќе ја дознаеш цената, а може ни тогаш нема да ја дознаеш цената, ќе треба да се почека уште еден период додека да ти кажат
за која цена ќе ти платат за предадената А количина. вообичаено е тоа премногу ниска цена, претпоставувам, што мене не ми ги исплаќа Немаме ни и трошоци. тука се инвестициите, ладилници, значи магазини за чување, но има и производи што на пример сега не можеш да ги чуваш и да сакаш, пченицата можеш. Но кога ќе дојде зелка, домати, краставици, не можеш да ги чуваш во магазини. Треба или ладилници и таму определено време можат да се чуват, не може цела година Ќе се расипе. да се чува. Значи сепак е сето тоа големо влијание и затоа субвенциите кај нас немаат развојна компонента. Од друга страна, субвенциите ние како Национална федерација на фармери претежно се залагаме да бидат наменети за вистинските земјоделци. Што тоа значи? За оние земјоделци чија примарна дејност, основна дејност им е земјоделството. Значи од тоа живеат само. Не работи и нешто друго, а и произведува земјоделство. Така и во Европска унија. Субвенциите, програмите се наменети за луѓе кои што работат исклучиво земјоделство и се даваат по хектар. А колку имаме ние добра технологија за одгледување, да речеме, колку дали ни треба одреден развој, дали стагнираме никаде, бидејќи се уште мислам дека постојат некои традиционални пракси на одгледување на земјоделство, дека не одиме никако напред. Да, Некои нови идеи сакам да кажам, нови реално начини. и со климатските промени, со промените со климата, значи треба земјоделството едноставно да се адаптира и да се принамени, значи да се адаптира на новите климатски услови, нови сорти, нови мерки за заштита, агроеколошките мерки исто така да се применуваат од страна на земјоделците. Но сето тоа бара инвестиции. За да имаме инвестиции, треба да имаме пари, така. за да можеме да инвестираме. А тоа треба реално да се прави во рамките на програмите. Значи, нашата програма е буквално пресликана како што е во Европска унија. Имаме програма за директни плаќања и програма за рурален развој, која што треба повеќе да е насочена кон инвестициите, како што е во Европската унија и каде што едноставно се бара тоа да се воведува. Кај нас се уште сме на почеток, нормално ние не сме буџет како Европска унија. И тука повторно во таа програма за рурален развој се даваат некои инвестиции, претежно се наменети за механизација. Во таа рурална програма, што е нашата рурална програма, исто така во последните години мислам дека е тоа добро што се прави, се даваат и дополнителни средства на општините за подобрување на инфраструктурата и тоа е многу важно, но реално ако некогаш влеземе во Европска унија, значи ќе има поголеми финансиски средства кои што ќе можат да се искористат и за развој на селата и за развој на земјоделството и тука ќе има основни правила поставени кои што ќе треба да се почитуваат. Сега како тоа сето ќе оди, пред се зависи од многу околности, не можеме денеска да кажеме дека овие работи треба, никој не очекуваше ни дека корона вирусот ќе се случи, ама еве се случи. Значи зависат од многу околности и многу е важно како ќе ги води државата преговорите. Потребни се многу добри лобисти, потребно е да се слушаме едни со други, суетите треба да ги оставиме дома и треба едноставно да бидеме сите подготвени. Тука апелирам дека многу е важна соработката на невладиниот сектор заедно со владините институции. Кога го збориш ова, може да ни кажеш една паралела што би значело добро изводени преговори, а што лошо изводени преговори? Крајностите? Значи, добро изводени преговори значи дека кога ќе се сидне да се преговара, треба да се каже нешто дека ова не може кај нас. Или може. А тоа како би се осликало за конкретно нашево земјоделство? Значи, има правила кои што треба да се, значи кога се отворат, ова е најтешка поглавието за земјоделство и за рурален развој. Најкомплицирано. Значи најкомплицирано, обично сите го почнуваат и последно го завршуваат. Значи дефинитивно е најкомплицирано, каде што треба едноставно да се прилагодува самото законодавство. Она што можам да кажам дека многу прилагодено кај нас законодавство е она што ја регулира за прописите, правилниците на Агенцијата за храна и ветерина. Да, ги има. Добри сме. Да. Ама колку сме во имплементација, тоа е друга. Ние во имплементација не сме, инаку нашето законодавство реално е многу прилагодено на европското законодавство, ама
во тие преговори треба да се укажат и некои реални проблеми кои што ги имаме. И ние во моментот да ги работиме. Еве во моментот со ИПАРТ програмата, тоа се предпристапните фондови кои што ги имаме во нашата држава, кои што се дават и за земјоделство, се наменети за земјоделски стопанства, наменети се за преработувачките капацитети и нормално за развој на самата инфраструктура, развој на рурален развој на селата. Она што е најголем проблем кај земјоделските стопанства во рамките на апликацијата е тоа што ние немаме легализација на фарми. Немаме детални урбанистички планови во селата. Европска унија не може и не признава, не може да даде средства ако сето тоа не е регулирано. И сега, ние мораме на тоа да работиме. Ова е тој период што треба да се работи. Ние што замижуваме. Значи, постојано јас реално со години наназад, 6-7 години тоа го зборуваме, не само ние, и институциите тоа го признаваат. Значи, тоа е голем предизвик и на општините да работат на тоа. Тоа е нивна работа, реално. Значи, треба доста да се работи во делот на локалниот развој, значи детални урбанистички планови, инфраструктура, водоводни, канализациони мрежи, легализацијата на фарма. Фармата не може да биде во населено место, треба да е надвор, кај на сите фарми, во рамките на селата, посебно сточарските фарми. И сето тоа е еден голем проблем, што кога ќе се застани да се преговара со факти, ние ваква е ситуацијата, ова треба да се изнаоѓаат решенија и модалитети како сето тоа ние да го прилагодиме и да го примениме. Ама еве да речеме во кратки црти, ако може, пример, Хрватска, Словенија се блиску земји до нас, така? Еве на хартија на папир, нели, ние сме си окей во регулатива, супер. Таму очигледно е дека земјоделство на многу поинаков начин во пракса се води, така? Што е она што не спречува ова што ни е на хартија да го ставиме во пракса? Ние постојано, да ви кажем, имаме комуникација и со Хрватска, со здруженија, со земјоделци, со Словенија и со Словачка, кои што се малку поголеми од нас во делот на површина, но реално и тие се соочија со проблем кога влегоа во Европска унија. Нормално е, системот го прилагодуваш на некој нов систем, што е нормално, дека ќе се соочиш со проблеми. Но направија многу добри стратегии во делот на зачувување на своите домашни преработени земјоделски производи. Како што се, не знам, мармалади, сирења, соодветни некои производи преработки, географски што можат, нели? Добро. Традиционални, но сепак да го зачуват својот домашен пазар и веќе и некои да речам, има и извоз. Има и во Хрватска и во Словенија извоз и тоа најмногу се прави преку земјоделските задруги во Словенија. Во Хрватска има развој на земјоделското задругарство, но исто така има развој на мали и средни предпријатија кои што тоа го прават индивидуални земјоделци кои што се групираат како групи на производители и тука и некоја задруга може. Значи има различни економски форми на здружување кои што возможува како воопшто можеш да настапуваш и да работиш на пазарот. А како е кај нас трендот на задругарство? Треба да сме мудри. Извинете. А како е кај нас трендот на задругарство? Мислам, дали постои тоа или индивидуално ги имаме овие земјоделци кои што... Има земјоделски задруги. Значи, можам да ја кажам статистиката, бидејќи до 2018 па и до сега се некаде околу 40 земјоделски задруги во државата формирани, претежно се од мал обем со по 10 членови, но реално се косати со некои законски регулативи кои што треба сега да се усогласат и од друга страна тука е многу важна и свеста кај земјоделците, што се уште задругарството не го гледаат како економско обединување преку кое што можат да создаваат приходи дополнителни и да го зголемуваат својот профит. Од друга страна, јас гледам и од практичен аспект. Тука потребни се многу добри менаџери кои што ќе влизат во земјоделските задруги. Значи, да се знае, тоа унапред да се планира. Не може земјоделец да биде и менаџер. Се знае. Така е. Ама и во секоја бранша е така. А сега ќе навлеземе во она што го зборувавме однапред, кој, например, менаџер, млад, успешен, би сакал да се врати во село, каде што нема развиена инфраструктура, добра, како се вика, школство, образование, здравство, се, за тој да го повлече своето семејство, да живеат во таа рурална средина и тој да доведува до напредок. Тоа е, значи, се е исповрзано
и се е така интересно склопено, кое што нас не ни дозволува до некој развој. А ние сме аграрна држава, тоа можеме само да го помогнеме. Да, и баш тука треба и валјда да работиме на тоа. Дефинитивно. Значи тоа е тоа што нас ќе не оддели во големото друштво. Дефинитивно, Така. дефинитивно. Ако добро разбирам, значи еве пак ќе повторам, на хартија сме добри, во пракса не баш. Очигледно има и луѓе, интересни групи кои што тоа го спречуваат. Им одговара да не сме средени, Да, веројатно. дефинитивно. И може ли барем сега малце некако на розево да трнеме, дали уопшто можеме да трнеме на розево, дали пример процесов на преговори сега што е трнат со ЕУ и евентуално наше влегување во ЕУ може некако директно да помогне како партнер на нашево земјоделие да конечно онака го ојакнеме, без тоа да е софрлање кофи пари само повелете буџети и слично. Да, тоа нема да го прави Европска унија, значи кофи пари. Ако не си заслужиш, нема да добиеш. Да, можеби кофи пари се фрлаа таму во 80-тите, 70-тите години, посебно во земјоделството, бидејќи тогаш и буџетот на Европска унија беше околу 70% наменето за заедничката земјоделска политика, сега некаде околу 40%. Значи се намалува, но сепак Европска унија сака да создава конкурентност на нивниот пазар, сака да создава квалитет и нормално да си го прехрани населението во сите тие држави што ја формираат Европската унија. Сега тука е сето тоа пазар. И сето тоа кој како ќе се покаже од државите, дури во рамките и колку ќе земи од тие програми кои што ги дава земјоделската Common Market Organization, односно заедничка земјоделска политика, овие два столба што ги кажувам, субвенциите и програмата за рурален развој. Што се однесува за Македонија, во рамките на тие преговори, ние кои ќе тргнеме да преговараме, Европска унија ги знае многу добро работите какви се кај нас. Значи постојано следи, постојано прави извештаи, дава препораки. И ние веќе знаеме сите од медиумите сме информирани што е Европски совет, што е Европски парламент, кој е поважен, кој е значаен и сето тоа. Но она е важно како ние ќе го презентираме таму. Тие ќе дават препораки и ќе влијаат што како да се примене во тоа, но важно е кои луѓе ќе бидат во тие преговарачки тимови и ќе знаат да кажат, значи, ние ова можеме, например, еве, да го примениме, еве, дајте ни рок легализацијата на фарми, да кажам, да ја средиме за 1 година, за да можеме ова да го примениме или слично. Значи, важно е кој како ќе преговара. Многу е важно, и тоа претежно треба да се стварно да се потенцира, државните институции треба да се ослободат од политичките влијанија, да се овозможи квалитет да влезе и да се овозможи, пак ќе кажам, соработка со граѓански организации кои што го имат теренот и можат да дават многу информации од терен. Само така можеме да одиме. Помалце некоја бирократија и политика, повеќе пазарно знаење. Си додека се тргнат од државните институции, политиката и бизнис елитите, и интереси, значи ние ќе станеме ослободена држава и ќе можеме поефективни да бидеме во рамките на преговорите и ефективноста ќе се види и на терен, па и во земјоделството. А да замислиме едно вакво best case сценарио, да речеме дека влегуваме во Европска унија, дека ја подобруваме инфраструктурата, дека ги правиме овие задружници, се подобрува, менаџерите се вратија од селата. Дали и се зголемува извозот и увозот веројатно? Дали тоа никако ќе влија потоа на цените на производите кои што ќе ги имаме после на пазарот? Нормално кога имаме увоз, тоа влијае да се знае дека цената ќе биде повисока. Така. Кога имаме наше домашно производство, значи тука не трпат, кога се увезува, знаеме, тука си има и царински, дополнителни давачки, такси. Тоа е исто така проблематично, што ќе престане, така? Да. И тогаш ќе можеме без царински да увезуваме. Да, може, но реално тогаш ќе настане друга ситуација. Ако ние влеземе во ЕУ, ќе почнат да навлегуваат некои производи кои што ќе бидат далеку пониски од нашите домашни производи, бидејќи сепак се произведува огромна количина на земјоделски производи, да кажеме. Некои држави имаат поголеми површини и повеќе произведуваат и со поголемото производство нормално тоа влијае на цената, поевтина е цената и слично. Но тоа не би требало
Јас сепак не сметам дека тоа треба да не плаши. И обично кога ќе се каже така, земјоделците ова размислување го имат. Размислувањето на земјоделците е како ќе биде со субвенциите. И еве, ако влеземе ние во Европска Унија, значи ќе се зголемат, нема да бидеме конкурентни на пазарот. Да, нема да може да пласираме производи. Но и кој ќе ни даде тоа не би субвенции? требало да не плаши, бидејќи ако имаме добри стратегии, ние можеме и нашето земјоделско производство да го зачуваме. Можеби некои гранки ќе претрпат штети, реално, со други конкурентни производи, но некои гранки можат многу да се развијат. Ова го направиле, верувам, во регионов, Словенија, во регионот, така? Словенија, Хрватска, значи истото, така како што кажуваш ти, значи влегоа Романија и Бугарија, и тука навистина се соочија со голем неподготвени, се соочија со голем број на проблеми. Значи, буквално настанува преку ноќ затворање на фарми. Тоа е голем проблем, ама сепак кажувам дека со добра стратегија и со добар менеджмент, државен менеджмент, тоа може да се направи соодветно. Верувајте дека нема странец што ќе дојде во нашата држава и што не им се допаѓа нашата храна. Така е, така е. Значи, тука Сите ето, тоа сме го осетили. Значи нема. И каде да ги носиме, и кои убавини да ги видат, да, убава е државата, има убавини, но сепак најголем впечаток им остава нашата храна и подготвени тие сите специјалитети кои што ги имаме во рамките на нашата кујна, а најдобро се подготвуваат во руралните средини. Да. Значи тој рурален туризам може да не изводи, може преработките, затоа се прави стратегија што ние ќе бидеме уникатни и со што ќе настапуваме на пазар. Ама Билјан, значи пак некако заклучоков нема леп без мотика, ние мора да си се спремиме. Да, Тоа ќе донесе огромни можности, но исто тие огромни можности може да бидат погубни ако ти лековерно влезеш у целата работа, мислејќи дека од небо ќе ти паднат на тебе бенефити. Да, дефинитивно е така. Затоа треба да се работи во моментот, треба да се стави приоритет во преговорите и во самите разговори што ни е приоритет и што сакаме да зачуваме, да се направат добри стратегии и анализи, добри планови, добри соработки, за да знаеме ние како ќе одиме. Еве ние преку Федерација минатата година бевме во Словачка. Значи, сега се крои руралната програма на Европска Унија. Сите држави не земат ист колач. Сите држави земат различен колач, ама си прават стратегии. Со невладен сектор се застанува, се прави еден акцијски план, се гледа што е потребно и се прави потоа стратегија каде ќе действуваме ние, каде ќе действувате вие за ова да го постигнеме бидејќи е заеднички интерес. Заеднички интерес, така. Затоа велиш ти егата на страна треба да значи, истека. Тоа е најважното. Ние сега во моментот, еве, Националната федерација на фармери во моментот исто така спроведува и ние користиме интернет платформи и да ви кажам искрено, земјоделците многу се насочени кон користење на Facebook, Viber, значи не е вистина она што се пласира во јавноста дека не ги знаат тие технологии, реално многу следат. Преку Messenger спроведуваме едукативни средби на кои што ги информираме за земјоделската политика во Европска Унија. И првиот впечаток кој што беше, па значи не е онака како што нас ни е пласирано на терен, дека субвенции нема да ни дават. Гледате, многу неформални, многу несоодветни информации. Не навлегуваме ние дополнително кој тоа им го кажува, но моја лична претпоставка се политичките партии. Така. И кога ќе ги кажеме, па тоа е добро. Кога кажуваме, значи во Европска Унија субвенциите се само за земјоделците. Нема за други што работат и земјоделство и друго. Па тоа е добро. Па добро е. Ама како да го стигнеме тој пат да ни е добро? А тој пат ќе биде тешок. Посебно за поглавието 11. Јасно, јасно. Мислам, мисконцепција или е моментов што негде го имам чуено дека повлез во ЕУ ќе ги фрламе родовиве во ѓубре зашто немало да бидат доволно физички убави или не знам такви. И па да, затоа викам тука е важно, ништо многу не е добро тоа кажано во јавноста. Многу е лошо да се фрла храна. И тоа треба да научиме, има разни методи, технологии како да се зачува. Ако не е убаво за директна продажба и конзумација на тоа јаболко или домат, може да се направи или кетчап или мармалад.
Добро, И нема да се фрли на Нема да улица. се фрли. Да, дефинитивно, мислам, многу е лошо, јас воопшто и не се согласувам со тие методи и со тие кажувања. Значи, ако сме добри предприемачи, Менаџери. ете така, имавме сега можност, баш пред некој период разговаравме со еден хрватски експерт кој што реално и помага таму во владата на Република Хрватска, а воедно се занимава со овие вакви преработки, со обединување на земјоделците кон правење на преработки, вика, нема ништо потреба да се фрли, од се може нешто да се направи. И реално е така. Значи, не треба да одиме идеолошки. Помина оние времиња на такви револуционерни водење на битки. Сега водењата на битки се далеку, треба да се идеолошки, но треба да се разумни. Како едноставно да надмудриме и тоа што ние ќе го произведеме да го продадеме. А кога имаме поголем пазар, тоа ќе биде и полесно. Ќе биде тешко, кажувам, за некои сектори нема да биде лесно, ама сепак е важно заеднички да работиме и заеднички да настапуваме. Ми се допаѓа ова што го викаш, знаеш, пример Сара е, нели, како актерка, земјоделците треба да се фактички како добри актери, значи они треба да се добри во својата дејност. Ама актеров без режисер, Така, сценарист, добар костимограф, инструменти филмот што ќе треба биде да ги тапа. има, да. Точно, да. Значи овде му треба менаџер, му треба стратегист, му треба, значи, Па ето подршка сега да добие. актерите ќе ги земиме кај земјоделци, овие може. Комбинација некоја. Да. А имаме ли некој, не знам, конкретен зеленчук или нешто кое што има можност да се одгледува во Македонија, не се прави? Да речеме се земат само традиционалните као ајвар, не знам, домати, има ли, не знам, да речеме артичоки? Трчаат и по субвенции. Што имаат можност да се одгледуваат во Македонија? Се прави, да. Има, се прават и експерименти за воведување. Сега, например, има култури што ние не можеме да ги одгледуваме. Тие се култури, например, за покрај море. Но има и такви веќе култури, овие што се алтернативни веќе производи, кои што се нудат на пазарите. Значи, реално почна да се одгледуваат и во Македонија, ама тоа се сипак малечки количини. Беззначајно во големиот куп. Да, тие малечки зелчиња што се има различни видови сега се на салати, црвената салата не е традиционална за Македонија, но започна да се одгледува. Јас лично не можам да ја купам, не можам да замислам зелена салата и црвена, ама еве реално и такви некои црвена зелка производство, значи се појавуваат и различни видови на домати, мали, оние што се доматчиња, да. А во колкава мера у целиот куп, у целава равенка игра тоа, грубо ќе си изразам пак, трчање по субвенции, ќе речат, пример, субвенционираме лешници. И сега, ајде сите лешници садиме. Не, се случува или не, исто беззначајно е во големиот куп? Беше наинтересно тоа со ноевите. И полжавите. Ајде, полжави. Значи, пред тоа веќе како мерка и не постои. Значи, дури се отвори таква фарма во Струмица, да, мислам дека беше во Струмица, но потоа се соочија луѓето со проблем со немање на кланици. Излезе во момент Македонија може ноеви да одгледува, соодветна е климата, па не знам, од ноевите ноевско месо, пердувите, клепките, трепките, за се може нојот да се користи, но на крајот испадна дека ние не сме подготвени, немаме пазар, немаме кланица, се соочија со начинот на извоз. Значи, повторно велам, не треба да се трча кон нешто што е, ајде сега, се иновативно. Лешниците не се новитет во Македонија. Ние произведуваме и лешници, и ореви со години. Значи, овие култури ни доаѓаат од Турција. Ние бевме многу години под турско робство во минатото, значи многу работи сме прифатиле и реално тоа се одгледуваат кај нас и сувото грозје. Значи, има луѓе што доаѓаат од Европска унија и кога ние ќе кажеме суво грозје, им е интересно, значи, чекај да го видиме, благо, вака, значи, има маџун. Маџун не знам дали знаете што е. Да, како не, она од грозијето, тоа благото, лековито што е, што го пиеш на сабајле. Леле, жари си била, да. Обично ова го поставувам затоа што и јас
Си додека не навлегов во земјоделскиот сектор, не знаев што е маџун. Маџун е всушност сладко направено од грозје. Гроздов концентрат. Да, и гроздов концентрат, ама тоа е како може и како сладко, може и во чаеви се става, и тоа е традиционален наш производ кој што најчесто се произведува во Неготино, во Кавадарци, во тој регион каде што е производството И со водичка го мешаш и ништо не те бие. Да. Каква корона, бре? Не, Не, тоа се шпекулации. Почнеме да купуваме сите тоа маџено. Превентивно. Ама точно има полно работи што си ги имаме, да, така е. Сакам да укажам за тоа кога доаѓаат луѓе, кога ние им го даваме, еве, ќе ги носиме на студиски посети и чекај, ова е интересно, е ново е. Значи како фин брендинг тука лежи. Да. Па зошто да не и тоа да го брендираме и да го извезуваме? Па затоа велам, значи сето, ние имаме толку прекрасни сирења, во моментот точно и различни. Исто, не можеме да ги извезуваме сирењата. Но реално со отворањето на овие пазари ќе се направат дополнителни промени. Сега се работи на правилници, затоа сакам да укажам, Агенцијата за храна и ветерина најголем придонес во ова доведува. Нивните правилници стварно се многу прилагодени на европското законодавство и помагаат во делот на земјоделството. Направени се правилници за продажба од фарма, од куќен праг. Ние така тоа ги нарекуваме. Значи да може буквално да се купува од фарма производи. И јас, например, сакам сега да се купам и тоа да влезе во системот. Кај на се уште е тоа во сива економија. Не дека ние не може, да, не е регулирано, не дека ние не може сирење кој купува. Да. Земаме и ракија и сито, ама тоа е тој црн нерегулиран пазар кој што реално со ваквите правилници, со нивно возможување да произведуваат по определена технологија, невоведување на ХАСАП стандарди како што се кај големите компании, значи пофлексибилни услови за производство и да можат тоа да го продават директно на пазар и да стануваат туроператори. Значи тоа е едниот правилник за животи, почнавме ние од потешкиот. Правилникот е за животинско, за производство на производи од животинско потекло, како што е и млеко, и сирење, јајца, сето тоа, сето тука што влегува, за да можат да се продаваат директно од фарма. Ова е многу интересно. Тоа, значи, овие да се разбереме дека не можеме ние да бидеме на ваков начин извозно ориентирани, многу години треба да поминат, ама барем ќе имаме снабдување на македонски пазар и помош директно на земјоделците. Дури и комплементарно и со туризам и многу интересно може да се направи како хотелско или било какво сместување, па фарма, па дојди си купи си тука, полно има добри работи. Значи овие правилници јас сметам стварно сега се донесени и ние се залагаме реално да се применуваат од страна на земјоделците. Не е лесен, значи повторно се сочуваме, ова треба. Ние малку сме и тежок народ. Интересен. Да загрееме столче, не знаеме многу. Интересни се во Европската Унија школските шеми. Тоа е она, например, самите земјоделци обезбедуваат храна за училиштата. Млеко за пиење, јогурти, јаболко, преработки како што се леп. Ама тука треба голема стандардизација и внимавање што ние ќе дадеме на децата. Многу потенцијал, Билјана. Еден финален заклучок. Имаш нешто да кажеш? Фала ти многу. Ви благодарам и вас на поканата. Многу интересно. Дај, еве, нека знаат сите дека треба да сукаме ракави, да се подготвиме, зашто ова што ни го изнакажа во последниве, нели, 30-40 минути, укажува на тоа дека потенцијалот е огромен, иако сме малечки, дека имаме и како што да правиме во едно така големо друштво. Има, да. Само треба разумот, обединетоста и заедничкиот настап. Да, одлично. Па добро, фала Билјана. Фала ти многу. Што да прават луѓе? Да не забораваат да ги гледаат и другите епизоди. Сега да ги гледате. Ќе се налутиме ако не пуштите уште една епизода. Значи се гледаме за кратко. Чао. Пуштај.